Почитувани присутни, сакам најпрво да изразам воодушевување од овој спортско-адреналински парк, во кој во одделните зони гледаме млади луѓе како играат фудбал на песок, скейтери, ролерџии и бајкери во посебно уреден простор и амбиент. Го видовме и адреналинскиот дел, детското игралиште за најмалите и зелениот простор за одмор и рекреација. Навистина е убаво. Овој до неодамна запуштен и неискористен простор на кејот на Вардар сега е искористен и нуди многу интересни содржини за сите генерации граѓани, децата, младите и повозрастните. Импресивна е и површината од 10.000 метри квадратни, каде што се протега просторот за овие спортски содржини со дополнително зеленило и еколошки функционално уреден простор. Адреналинскиот парк, како што ме информираа и можев да видам, е прв од ваков тип во Скопје. Станува збор за модерна атракција која може да конкурира на адреналинските атракции во другите земји. Ке може да ја искористат скопјани, жителите на оваа општина Карпош и останатите граѓани, како и туристи кои ќе го посетат градот. Овој современ простор ќе даде одлична можност за релаксирање на љубителите на авантуризмот и адреналинските спортски доживувања. За овој ултрамодерен адреналински парк сакам да упатам благодарност за поддршката до делегацијата на Европската Унија, која препозна успешен проект и на општината која аплицираше на повик и беше доделен грант во висина од преку 770.000 евра во рамки на проектот за локална и регионална конкурентност преку кабинетот на заменик председателот на владата, задолжен за економски прашања, битики и менаџментот на човечкиот потенцијал од Светска банка. Дел од инвестицијата е и на локалната самоуправа, која во овој проект вложи некаде околу 140.000 евра, со што вкупната вредност на адреналинскиот рекреативен парк е нешто над 900.000 евра. Почитувани граѓани, ваквите проекти навистина се од полза за граѓаните. Тие овде ќе имаат можност да се рекреираат, да прошетаат низ зелените површини, да одморат, да дишат чист воздух или да поседат на клупите, да се одморат со своите деца, внуци, со своите пријатели и соседи. Ние како влада остануваме на определбата да даваме поддршка на локалните самоуправи и да поддржуваме политики кои се однесуваат на создавање подобри услови за граѓаните. Не само во однос на подобро образование и работни места, туку и подобри услови за искористување на слободното време, посветување на рекреација и спортски активности. Целта е дословно да ја примениме максимата во здраво тело, здрав дух. Изминатиот период, повеќе од година и пол, соочувајќи се со пандемијата, предизвикана од COVID-19, видовме колку е важно здравјето. Затоа си поставивме цел и во овој втор мандат да ги подобруваме и зголемуваме можностите за што поголем број на граѓани од сите возрасти да се занимаваат со спорт и спортски слободни активности. Да обезбедиме навистина спорт за сите. Посакувам со здравје да служи овој адреналински парк, со желби да продолжи да се шири и обновува, како што најави и градоначалникот на градот Скопје, Петре Шилегов, и градоначалникот на општина Карпош, дека ќе се дооредува и обновува и зелениот појас. Со тоа Скопје ќе добива се повеќе и повеќе нови, убави и корисни содржини, затоа што Скопје навистина е нова и убава приказна. Благодарам.